точно во 10 часот специјалниот воз со председател Јосип Броз Тито и неговата сопруга пристигна во свечено украсената железничка станица на Куманово. Први добре дојде на високиот гостин и неговата сопруга, ќе му пожела председателот на Собранието на Социјалистичка република Македонија Никола Минчев и председателот на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија Ангел Чеменски со своите сопруги. Наш најсакан другар Тито, живејте да живееме. Hvala lijepa. Председателот на Републиката и председател на Сојузот на комунистите на Југославија Јосип Броз Тито и неговата сопруга потоа се поздравија и со останатите личности што беа на пречекот. Со доктор Сенте Богоев, Бошко Станковски, Павле Давков, Хисен Рамадани, со генерал полковникот Васко Карангелевски, Перо Коробар, Љупчо Арнаудовски и генерал мајорот Тихомир Шаревски. Добре дојде на председателот Тито и неговата сопруга, им пожелаа и председателот на Општинското собрание на Куманово Блашко Јаневски со сопругата и други представници на општествено-политичкиот живот на градот. Maršale, počasna četa Kumanovskog garnizona postrojena u vašu čast. Raportira kapetan Kovačević Savo. Другови војници, здраво! Zdravo! Бурно поздравен од граѓаните на Куманово, младите жители на овој град и припадници на Југословенската народна армија, председателот Тито со сопругата и сопатниците што го придружуваат, членот на председателството на Југославија Митја Ривичич, членот на извршното биро на председателството на Сојузот на комунистите на Југославија Фатил Хоџа и членот на Сојузниот извршен совет Марко Орландич, потоа се упати кон центарот на градот. Колоната автомобили со председателот Тито, неговата сопруга и придружбата беше топло поздравена од повеќе граѓани на Куманово и околните места. Тие и денеска насаканиот гостин му скандираат со она познатото: Тито е наш, ние сме Титови. Колоната автомобили полека го напушташе центарот на градот и се упати кон косторницата на паднатите борци од Куманово и Кумановскиот крај, каде што председателот Тито дојде да положи венец и да им оддаде почит на сите оние што лежат тука, а ги дадоа животите за она што денес е стварност. Слобода, независност, братство и единство. Predsjednik Saveza boraca grada Kumanova.
Majka Derek Osovce i brat Kartuša. Tu leži kosti, uglavnom te dve kosturnice, oko 360 ovako poginulih, 360 poginulih. Inače Kumano ima oko 750, 760 tako ukupno poginuti u toku rata. Najstarijih centara radničkog pokreta. Još je partija 1918. godina imala 300-400 članova još uvijek. По ова, топло поздравен од присутните, председателот Тито, неговата сопруга и придружбата, се упатија кон фабриката за челични цевки и профили 11 октомври. И на патот кон фабриката, колоната автомобили со високите гости одново беше поздравувана на собраните граѓани. Бурно поздравен од работниците на 11 октомври, председателот Тито излезе од својот автомобил во кругот на фабриката, каде што беше пречекан од генералниот директор инженер Милован Петрушевски. Председателот Тито и личностите што го придружуваа, потоа се упатија во валалницата за челични цевки и профили. Обиколувајќи го погонот, југословенскиот председател се интересираше за одделни фази од производството на оваа фабрика, во која се вработени 1280 работници, меѓу кои 73 со високо образование, 39 со више, 177 со средно и 573 високо квалификувани и квалификувани работници. Фабриката за рабни цевки и профили 11 октомври минатата година произведе 92.854 тони цевки и профили, а годинашното производство изнесува 100.000 тони. Откако разгледа некои од погоните, председателот Тито се упати кон салата каде што водеше кратки разговори. Инженер Петрушевски најнапред го запозна председателот Тито со работењето, проблемите и развојните планови на фабриката, при што меѓу другото рече: Онако како сад изгледа. Ми имамо, чини се, амбициозне планове, дугорочне до 1985. године, да подигнемо продукцiju фабрике до близу 400.000 тона. Од тога смо у могучности да користимо кредите меѓународне банке, по чему су нjihovi stručnjaci u Kumanovu dolazili, i računamo da će naši radovi biti povoljno ocenjeni. Zapravo prva ocena jeste povoljna. Ne krijem, mi tu imamo i problema i teškoća u prvom redu sa reprodukcionim materijalom. Nastojimo da to pitanje rešavamo dok naši bazni kapaciteti narastu. Međutim su i naše bojazni opravdane, jer pojedini bazni kapaciteti idu na što veći obim prerade sopstvenih fabrikata, te bi postojeća disproporcija u bazi i preradi mogla biti još i pooštrena, a ne ublažena. To je zapravo i pitanje odgovornosti po našoj oceni i pitanje ispunjavanja zadataka baznih kapaciteta. Na to se nadovezuje svakako i pitanje neopravdanih, dupliciranih kapaciteta, što svakako može pogoršati položaj i onoga koji investira i onoga koji je već postoji kao proizvođač ove vrste robe. Tržište naše robe nije tako veliko. Ja sam malo pre rekao da smo se sa drugovima iz SISPA o ovome sporazumeli
Upravo zato što je to tržište malo, što smo upućeni na sve veći izvoz. Te gradnja sličnih kapaciteta dalje u zemlji ocenjujemo bi bila potpuno neopravdana. Mi ovdje imamo, nažalost, i svežih primjera u okviru Jugometal kombinata, to je Željezara Smederevo. Napravljena je fabrika cevi u Uroševcu. Mi ne ocenjujemo takav potez umesnim. To će nas dovesti... Ovako ista? Pa gotovo ista, za spiralne cevi. Mi to ne ocenjujemo umesnim. Znate, za nas izgovor da je jedno područje nerazvijeno i da se time pravda jedan ovakav zahvat ne može da opstane, jer jedno područje neće biti razvijenije ako ide u dupliciranje kapaciteta. Niti će određeni nezaposleni regioni biti zapošljeniji na taj način. To je jedno rasipanje sredstava, o čemu smo i više puta i sami govorili. To je posebno naglašeno vašim pismom, rasipanje sredstava koje se ničim ne može opravdati. Ima i daljih projekata, i daljih planova u tom pogledu. Zato mi mislimo da instrumentari društvenog i samoupravnog dogovaranja moramo doterati tako da on bude efikasan. Jer, vidite, od globalnih dogovora se ne dolazi do rezultata. Moramo se za svaku pojedinu stvar, pa ako je to potrebno, za svaki pojedini proizvod dogovarati o razvojnim zahvatima. Председателот на Општинското собрание на Куманово Блашко Јаневски потоа говореше за развојот на стопанството во општината. Дайте нам податки мало. Vi, pa onda uzmite kobrek sebi tamo. Hvala. Mi u Kumanu imamo industriju mladu, relativno mladu. Ona je podignuta posle oslobođenja, uglavnom negde 57. počela da se podiže. Znači ona je mlada, no moram da vam kažem da mi cenimo da je veoma racionalna, dosta moderno organizovana i orijentirana na osnovama ekonomskog poslovanja na našem i stranom tržištu. Mogu da vam kažem da posljednjih 7-8 godina Kumanovo privreda posluje tako, osobito industrija, da ona kapacitete koristi dosta optimalno, radi dosta rentabilno, više smena, skoro retko je preduzeće koje ne radi u 2 smene, odnosno 3 smene. Tako da na kraju imamo jednu ovakvu jednu našu situaciju. Da, posljednjih 5 godina Kumanovo i više gubitaka nema. Dugova po otplati anuiteta nema ni pare. Od dospjelih anuiteta nema. Nepokrivenih investicija isto tako su nepoznati već 5-6 godina za Kumano. Međutim, jedini problem Kumano to je problem nelikvidnosti, odnosno pitanje potraživanja i dugova. Odnos potraživanja i dugovanja je takav da mi Kumano potražuje oko 18 milijardi. Kome više dužan, vi i drugi vama. Drugi nama oko 18 milijarde dinara više nego mi njima. Председателот Тито потоа беше запознат и со положбата на земјоделството, посебно на сточарството, бидејќи Куманово е познат сточарски крај. При тоа, другарот Тито укажа дека е исправна ориентацијата за развојот на сточарството, особено плановите за финализација на производите, а не да се извезува сурово месо како досега. Откако беше запознат со работата на кожарско-чевларската индустрија и со концепцијата за нејзиниот натамошен развој, на другарот Тито му беше презентирана и состојбата на Сојузот на комунистите во општината. Беше истакнато дека комунистите од Куманово, а нив ги има 3480, меѓу кои 1/3 непосредни производители, одушевено го прифатиле неговото писмо
И оти во извршувањето на задачите, Сојузот на комунистите не е осамен, туку со него се и сите општествено-политички организации, Општинското собрание, како и сите работни луѓе. Изработени се конкретни акциони програми за решавање на одредени проблеми. При тоа председателот Тито нагласи дека во акцијата треба да се оди смирено и уште еднаш истакна дека е против гонење вештерки. Исто така подлече дека треба да се истражува дали во одредени случаи се работи за богатење на сметка на туѓ труд, зашто ако некој заработува со свој труд, нека заработува, бидејќи сакаме еден ден сите да бидеме богати. Во разговорот посебно беше истакнато дека во Кумановска општина нема појави на национализам, што другород Тито го оцени како многу позитивно. Во разговорот со представниците на синдикатот, другород Тито истакна дека синдикатот мора да го оправда и да го најде своето место, да ги напушти форумските рамки и да се организира грански. Во разговорот другород Тито беше запознат и со состојбата во здравството. На председателот Тито потоа му беше предаден амблем на фабриката, а на другарката Јованка Брос сет со народен вес. Во чест на председателот Тито, неговата сопруга и другите гости, председателот на Општинското собрание на Куманово Блашко Јаневски приреди ручек. На крајот од ручекот, Блашко Јаневски му предаде на председателот Тито подароци, уметничка слика панорама на Куманово од сликарот Трајче Јанчевски и монографијата Кумановскиот крај во револуцијата, а на другарката Јованка Брос народна носија. Потоа беа разменети здравици. Dozvolite mi da se zahvalim vama na vašoj toploj zdravici i da tom prilikom se zahvalim u ime moje drugarice Jovanke, moje lično ime i mojih drugova koji smo došli. Na ovom veličanstvenom prijemu na koga smo naišli kod vaših građana od stanice pa kroz vaš grad. To nas je duboko dirnulo. I ja se zahvaljujem naroda ovoga kraja, naroda Kumanova, za simpatijama koje su izražene u tom prijemu na koga smo mi naišli. Mi smo vidjeli danas jedan vaš objekt, jedno preduzeće koga smo posjetili još 57. godine, koliko se ja sjećam. To je sada izraslo u jedno ogromno preduzeće. Vi ste učinili ogroman skok u proširenje ne samo toga preduzeća, nego i vašega grada, jer grad je vaš sasma drugčiji izgled ima nego što ima onda. I onda što sam prije rekao vama ovdje, da me raduje što vidim da se vi ravnate prema Guberu dužini onoliko koliko možete, a da ne idete dalje, to jest da ne idete preko mogućnosti kojih vi imate, a ipak da idete brzo naprijed. Produžite i tako dalje. I ja vjerujem da vaša radnička klasa ovdje Kumanova isto tako stvaralački čini napore kao u cijeloj našoj zemlji da stvori ljepši život, ljepšu budućnost. I ja želim radnicima ovoga objekta i one objekata koje nisam vidio mnogo uspjeha u budućem radu. Prenesite i moje najbolje želje, druže direktore u vašem preduzeću radnicima, da im želim mnogo uspjeha. A vi politički radnici ovdje, komunisti, Socijalistički savez, držite se duha onoga pisma koje ste dobili. Ne treba pretjerivati, ali treba ići odlučno napred da prevaziđemo sve one slabosti koje su nas pratile i koje su se razvijele i zbog kojih smo morali donesti ovo pismo. Jugoslavija je danas sasvim drugo nego što je nekad bila. Ona je uprkos svih proročanstava izvana, našto izvana, razumije se, ne unutra malo ko misli na to, jedna jedinstvena tvorevina, država, bratstva i jedinstva koja je skovana u oslobodilačkom ratu i niko kod nas ne misli da se ona može raspasti. Ona može samo u procesu borbe za daljnji razvitak, pravilni razvitak, da radnička klasa bude taj faktor dominirao, da on tako rekoš dominira, koji nosi
čitavu našu, koja bude baza i čitavu našu zemlju napred. Mi sada ćemo završavati amandmane o pitanju daljnjega, tako da kažem, usavršavanja. Sad će biti ove zime gotovo to i sljedeće jeseni mi moramo prihvatiti Ustav gdje će biti potpuno zagarantovana prava radničke klase, samoupravljača, a dotle mi moramo dobro pročistiti naše unutrašnje redove, dobro nastojati da uklonimo sve ono što nam je do sada pravilo ne samo štete i sramotu. I jednu stvar hoću da kažem. U tom pismu ima između ostaloga i u pitanju bogaćenja. Izgleda da ipak na razne načine se tumači to pitanje bogaćenja. Bogaćenje, ja bih htio da jednog dana svi ljudi u Jugoslaviji budu bogati. Socijalizam baš ide napred da budu ljudi dobrostojni, da budu ljudi imali visoki standard života, da ljudi budu imali sve mogućnosti školovanja. Jednom reći da ne bude toliki broj i da ne bude uopće tako siromaštva što ga još danas ima kod nas. Premda kod nas sve više i više ima široki sloj koji ne stoji loše. Ali bogaćenje na račun tuđega rada, to ja neću da vidim. A to je odozgo, to su razni trgovci, razni prekupci, razne banke, razni šta ti ga znam postoje, razni špekulanti i tako dalje. Po tome mi moramo najprije udariti. A i negdje i u sredinama koji također gledaju da na račun tuđega rada nastaje prisvojiti tuđi rad da bi sebi bogatili. Čovjek, radnik, porodica sa 2-3 člana koji radi u fabriki, razumiješ se, ako ima 3 člana porodice koji radi u fabricima, oni bolje stoje nego oni koji samo jedan radi. On ima mogu si napraviti kuću ljepšu i sve, to je sasvim pravilno. To se ne može smatrati bogaćenjem. Jer su 3 čovjeka radila, 3 člana, 4 člana ili 2 i tako dalje. Oni su to zaradili svojim rukama, to je njihovo. U socijalizmu jeste nagrađivanje prema radu, a ne prema potrebama još. Šta se tiče tih socijalnih razlika koje su sada bile stvarane baš zbog toga što smo bili nebudni, što nismo pazili na prste onih koji su gledali da ošičare na račun tuđega rada, evo mi smo dobili tu diferencijaciju, socijalnu, tako rekoć, diferencijaciju koja je jako došla do izražaja. Mi moramo s time prestati. Mi moramo ići u borbu protiv toga, ali ne tjerane vještica, nego one koji se koriste tuđim radom, mi nećemo više njima dozvoliti to, a socijalna pitanja koja stoje pred nama, mi ćemo preduzimati razne mjere, da mi onim koji najteže još danas žive, ima mnogo djece, nema ko da radi. На крајот од здравицата, председателот Тито нагласи дека треба да се води сметка за духот на писмото и да не се дозволи да се прави она што би ни нанесло штета. Би било навистина огромна штета, рече тој, ако би им се забележувало на оние што честно заработуваат. Зашто со тоа би се удрило на иницијативите и залагањето на оние што со своето знаење и способност можат во иднина да го носат нашето производство и нашиот развиток. Ја заврши председателот Тито здравицата на свечениот ручек во фабриката 11. октомври во Куманово. Одушевено поздравен од работниците, председателот Тито и личностите што го придружуваат ја напушти фабриката 11. октомври и низ преполнетите улици уште еднаш топло и срдечно поздравен од граѓаните на Куманово се упати кон Скопје. Председателската колона често ја намалуваше брзината, бидејќи кај сите попатни места жителите сакаат да го поздрават и одблиску да довидат својот мил председател. Уште на приодите на Скопје беа насобрани маса граѓани на главниот град на Социјалистичка република Македонија. Тие со нетрпение чека да се појави автомобилот на председателот Тито, за да можат да ја дадат одушка на радоста што многу отпорано беше насобрана во нив поради средбата со најмилиот гостин. Насекаде каде што минуваше председателската колона, по булеварот Југославија, по улицата Цветан Димов и булеварот Крстен Мисирков, преку мостот на револуцијата, по булеварот Кочо Рацин, по улиците Железничка и Водњанска кон вилата Водно, каде што ќе биде резиденцијата на другарот Тито за време на престојот во Македонија,
Југословенскиот преседател беше срдечно и одушевено поздравуван од десетици и илјадници скопјани. Срдечно и топло, како што секогаш го дочекувале скопјани својот председател во својата средина. Пред вилата Водно, другарот Тито беше пречекан од Лазар Колишевски, Крсте Црвенковски, Славка Георгиева Андреевиќ, Ристо Петровски, Драголјуб Ставрев и Стојче Стојчевски.